Владење на правото, реформи во судството и доследно спроведување на законите со европско знаменце е еден од клучните критериуми што Македонија мора да ги исполни за да добие покана за членство во Европската унија, тврди Дејан Маролов од правниот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Колку е тоа важно за европејците, Маролов го илустрира со пример. Еве, например, Бугарија и Романија кои станаат членки, останаат под мониторинг на Европската комисија дури и се до ден денес. Под мониторинг баш во областа на овие сектори. Право, правда, реформи во судството, корупција. Значи имаме долг пат да одиме се уште од овој момент натаму. Голема е разликата помеѓу добивање на датум за почеток на преговори до конечната финализација влез на Македонија во Европската унија, објаснува Маролов. Иако досега Европската комисија за нашата земја даде грст препораки за отпочнување на преговори за влез во Европската асамблеја, се уште сме на почетна позиција. Засега отсуствува и конкретна најава од Брисел дека Скопје може наскоро да добие датум за преговори. Самата политичка ситуација во земјите членки, во оние кои одлучуваат во Европска унија, е таква да нема некоја преголема расположеност за прием на нови членки. Тоа не се однесува само на нашата република, туку генерално нивниот став е дека во некое доследно време нема да има некое ново проширување. Ова меѓу другото се слушна на денешната тематска седница на правниот факултет, каде студентите се запознаа со повеќе теми од областа на европската правна легислатива. Тематската седница се одржа во рамките на одбележувањето на Денот на Европа, 9 мај.